А оваа клима жижи на топло-ладно кое што Македонија се влегува во таков период. Ти си главен уредник на независен весникот кој што прогресираше во изминатите месеци, се појавивте како печатено издание на пазарот и така натаму, и јас сум еден од редовните читатели, навистина има што да се прочита. Ала. Ве поклопили референдумот како и сите други нас. Да, не измачи, морам да признам. Успеате ли воздух да земете? Па не успеваме, многу настрани прескокнуваме. Едноставно, референдумот е нешто многу поголемо од нас. Тешко е да се следи секој аспект, тешко е да се покрија сите посети, тешко е да се покрија сите митинзи. Не успеваме, морам да кажам. Ти си еминентен новинар и колешка во последните неколку децении, нема спомнуваме сега години, која е покривена дворешна политика. Жижи, дали некојаш памтиш дека сме биле во ваква, да кажем, поплава од највисоко ниво на гости, највисоко ниво на делегации посети од светот? Се случи тоа само еднаш. Сите памтиме, тоа беше во времето на Стенковец, кога имавме, ако се сеќам добро, 300.000 бегалци во Македонија. Така е, нешто на 300. Тогаш имаше преголема фреквенција и на политичари, и на новинари, и сето тоа. Ова е некоја копија на тоа, не е од тој размер, сепак тоа беше поголем настан. Меѓутоа, искрено да кажам, мене ме изненади, не очекував волку. Тогаш бевме во криза за време на бегалците во Стенковец. Сега доаѓаат да не предупредат дека можеби ќе следува криза ако не успева и референдум. Не, ние реално се уште сме во криза. Ако ме прашаш мене, ние не излегуваме од криза. Самиот факт дека треба некој да не убедува за ваква работа зборува дека ние едноставно не ја сваќаме реалноста во Македонија, во која се наоѓаме и кај треба да одиме. Мислам дека ние сме во криза се уште. Брилјантни коментатори и колеги новинари во независен, како Поповски колегата, како се разбира и Рогер Заов и така натаму, се да не набројам, да не пропуштам некого, се трудат, па ајде да кажем од петни жили се трудиме, сите се трудиме, да им раскажеме, да ги предупредиме луѓето дека ова навистина што ќе се случува едниот викенд е историски момент. Имаш ли чувство дека јавноста тоа го разбира? Или во доволно мера дека го разбира? Кога ги следам социјалните мрежи, гледам навистина голем интерес за референдумот. Тоа значи дека луѓето едноставно сака самите со себе да расчистат и да се определат каква позиција да фатат. Мислам дека интересот за референдумот е многу голем. Не изгледа така во медиумите, меѓутоа на социјалните мрежи таа динамика се забележува. Јас не би рекла историски момент, бидејќи за нас се е историски, меѓутоа е битен момент за нас. Битен е, ние треба конечно да се откажеме од статус-кво ситуациите. Јас дојдов до заклучок дека ние, македонците, сме многу конзервативен народ и стануваме се по-конзервативен. Едноставно се плашиме од промени. Ние сме народ кој што би ги влечел отворените прашања 100 години. И сега се прекршуваме на таа линија. Едноставно, не сме имале држава, не знаеме да водиме држава, како народ не сме рачици, не сме многу храбри. Ние се прекршуваме на таа линија. Сега треба да донесеме одлука, а не сме моќни да донесеме одлука. Има ли политичари од формат кои што можат да не пренесат преку оваа вода? Па има, јас мислам дека Заев е таков политичар, со другите мани што ги има сите, барем има храброст да направи чекор. Претходните пред него, сега да не испадне нека го фалам Заев, меѓутоа у суштина се сеќаваме, например, Бранко Црвенковски многу тешко носеше одлуки. Груевски носеше само погрешни одлуки. Иванов едноставно живее на некоја друга планета, не е способен да донесе разумна одлука и мислам дека нас Заев ни е шанса човек што решил да преземе некој ризик. Во Македонија фалат политичари што сака да преземат ризик. Некој ме предупреди, бидејќи јас го критикувам председателот Иванов. Велат дека не е тој првиот кој што отиде вон Македонија за да ја соопшти на Македонија што мисли по прашањето на референдумот, како што знаеме, одлета дуги за Соединетите Американски држави, за оттаму да не јави дека ќе бојкотира. Тоа мислам своевремено и Глигоров го направи на некои од тие клучни моменти кога во странство, ако не се лажам, од Виена не ја соопшти кој му е ставот и така. Те изненаде ли овој став на Иванов и те изненаде ли ова што отиде дури до диаспората во Америка за таму со аплауз да го пречекаат со ваков став за бојкот? Не ме изненади воопшто, јас од Иванов не очекувам повеќе, едноставно он си останува доследен на политиката што си ја води изминатите 2 мандати. Веројатно осеќа и потреба да
за некој континуитет. У суштина, јас реков, Иванов води битка со ветерници. Неговата политика за мене е ветер и магла. Многу убаво звучи. Да. Тоа е една многу убава. Ги квалификуваш. Тоа е една многу убава риторика, значи патриотизам полна и сите тие флоскули, меѓутоа во суштина нема резултат од неговите 2 мандати, освен оној негативниот за аболицијата, за и помалку и повеќе поддршката за 27 април, кој што очигледно дека не помина без него, само што тоа треба да го покажат судските органи. Едноставно јас мислам дека он како председател не остави никаков резултат за себе позитивен. И не очекувам од него на крајот да направи нешто што ќе биде позитивно. Какви се предвидувањата во независен прво околу референдумот? Има ли некакви, се охрабрува ли некој да прогнозира нешто? Па не, мислиме дека ќе биде, мислам нашата проценка е дека ќе биде повеќето ќе бидат за. Се околу цензусот не сум експерт. И колегиве што се експерти не се осмелуваат да кажат како ќе испадне на крај. Мислам дека е срамота за Македонија што после толку години за вакви битни прашања да решава еден не исконтролиран избирачки список. И дури деновиве се носевме со мислата да напишеме како може државата да има капацитет УЈП да покрене таква акција и да им даде таква обврска на граѓаните за данок. Сите да мораат да се регистрираат, и тие што работат, и тие што не работат, а не може слична акција на регистрација да покрене и за да го исчисти еднаш тој список кој што ни приредува вакви комплексни и срамни ситуации. Мислам дека е крајно време да го направат. Добро, ако не се лажам, мислам дека генерално постои една атмосфера дури меѓу опозицијата дека референдумот ќе биде позитивно, со резултат позитивен околу прашањето. Опозиција ко опозиција мислам дека калкулира и мислам дека нив им е срам да бидат реално против референдумот. Јас тоа го повторувам секаде и ќе го повторам пак. Значи ВМРО ќе биде втората партија, ќе биде партија која што после Грција ќе биде втората што ставила на Македонија вето за приемот во НАТО ако не успее референдумот. И мислам дека тоа е историски товар што ни една партија не може да си го дозволи, па ни ВМРО. Многу занимлива, морам да кажам за белешка. Бидејќи не сум размислила на тој начин, а точно. Тие после Грција ќе бидат вторите што ќе ни стават вето ако не успее референдумот. Сега друга работа што опозиција како опозиција си калкулира и јас мислам дека они го видува тоа како шанса да ја урнат во владата, бидејќи благодарејќи на цензусот што е тешко достижен, они може да тврдат дека дека владата не добила поддршка и тоа е да им биде аргумент за да срушат владата. Значи мислам дека се повторува она у Македонија секогаш. Не знам, Жижи, ама се знае како паѓа владата. Владата паѓа во парламентот кога ќе биде нарушен кредибилитетот на владата. Ќе биде нарушен кредибилитетот, така е, но ќе биде тоа ќе биде политичка порака. Претпоставувам дека ќе биде предмет на толкување дали успешен или неуспешен референдум, бидејќи секако се прогласи дека е консултативен токму заради овој огромен список за владата ако не успее референдумот, значи направила лоша политичка проценка. Дури ако не се лажам, Заев и самиот рече дека тој мисли да се повлекува доколку референдумот не успее. Сега повторно е разговор за дефинирање на тоа што значи неуспешен референдум. Но добро, мислам дека и двајцата се согласуваме дека референдумот ќе биде доволно успешен за да биде прогласен за успешен. Потоа ни следува една долга процедура во собранието. Какви ви се за таму проценките? Еве баш денеска министерот за надворешни работи ги објаснуваше содржината што ќе биде на уставните амандмани. Јас не гледам тука ништо контраверзно. Мислам дека оставките што ги направи Македонија се драматизираат, не се такви какви што се. Лидерот на опозицијата повикува на апокалипси, повикува на тоа е типично македонска реторика, пропаст, обезличување и такви работи. Мислам дека тоа веќе не проаѓа во 21 век. Мислам дека уставните измени нема да бидат толку драматични како што сега изгледа, нели има се калкулира со неколку пратеници од ВМРО што наводно ќе го поддржат референдумот. Ќе видиме што ќе се покаже, не можеме однапред. Мислам дека играта е премногу голема за да се сите карти да се отворени. Дали си активна на Facebook? И на овие социјални платформи, да. Повеќе читам отколку што како ти се чини атмосферата таму? Јас те прашувам затоа што вечерот ќе ми биде на дебата министрот Дамјан Манчевски и уште двајца гости експерти за интернет и така натаму, каде што ќе разговараме меѓу другото и за овој вид на
отпорноста на интернет во Македонија во смисла на пробиви, на ботирање и така натаму. Па те прашувам каков ти е впечатокот, што се случува? Социјалните мрежи се запалени. Преку нив се води, мислам, главната битка. И она што ми се допадна мене е што гледам дека се измешаа страните, бидејќи реално ние немаме кампања против вака видлива. Се измешаа страните и гледам дека влегуваат у некои дебати, има по цел ден имаш 24 часа дебати меѓу разни луѓе. Например, утро баш ги читав Ѓорги Спасов и Ненад Новковски и убаво ти е да видиш што мислат тие што не се согласуваат со нас, нели, за да можеш да им ги спориш аргументите или да ми ги прифатиш. Така што мислам дека на социјалните мрежи се води вистинска дебата. Мислиш дека се тие доволно влијателни да определат судбината на референдумот? Се влијателни, влијаат социјалните мрежи во голема мера. Дури мислам дека можеби повеќе влијаат него ли другите медии. Чувствуваш дека зад таа активност на социјалните мрежи постои некоја организација? Има, да. Се говори, нели, тоа е често. многу видливо, значи има многу што се платени веројатно да коментираат на социјалните мрежи, се осеќа тоа. Пред се забележува по негативниот речник и навредите што се мислам дека тоа не е својствено на комуникација. Секој што влегува во комуникација сака нешто да каже, а не да... Ти се чини дека тој речник ескалира на нас за денови, може да дочекаме некаков климакс негдека во на социјалните мрежи можеме што сакаме да дочекаме, тоа нема никаков импакт. Мислам од зборување нема штета. Мислам дека се доближуваме до некој климакс, има жива дебата има на социјалните мрежи. Како сте вие позиционирани како независни на социјалните мрежи? Јас лично го поддржувам референдумот 100%. 100% се трудиме, нормално сакам да се држам до професионалноста на весникот и до објективноста. Инсистирам секој ден да имаме втора страна, инсистирам да го имаме. Успевате да ги најдете луѓето за втора страна? Тешко успеваме, ги нема. Добро е, бараме интервју со Мицковски, со Петар Богоевски, објавуваме негови ставови, имавме интервју со Костадинов, значи отворени сме кон ВМРО како извор и тоа имаме добри контакти со ВМРО. Дури и за бойкотирам направивме неколку, мислам, правивме и за нив неколку текстови, се трудиме да им следиме, само што они немаат класична кампања и морам да кажам дека некогаш риториката им е навредлива за интелектуален. Како го покривате Јанко Бачев, например? Јанко Бачев од почетокот го покривавме, свативме дека не знам, тоа е екстремна, како да кажам, екстремна за мене терминологија, екстремни ставови кои што едноставно не кореспондира со реалноста. На моменти сами се прашуваме дали има логика да им даваш публицитет. Ги оставаме, им ги покриваме митинзите, нешто ако кажат, ако најават нешто, у суштина еве денеска има на социјалните мрежи објавено левица повик, нели, да се бойкотира референдумот. Левица излезе прилично десна во своите некакви политички убедувања. Јас мислам дека е тоа новиот тренд во Европа и во светот. Што е? Сите сватија дека на екстремизам се победува на избори, сега сите се трудат да бидат екстремисти без оглед дали се леви или десни. Мислам дека се измешаа работиве. Не им е ни битно дали се леви или десни, важно да бидат екстремни, веќе тоа пали. Не е поважно прашање тоа кој ќе победи на изборите на крајот на криштата. Изборите ќе уследат во некој период после овој референдум. Да, поважно прашање. Мислам дека нас не фали тоа чувство за реалност. Ние докажавме изминатите 2 децении дека не сме рационални како народ во носењето на одлуките и во водењето на државата. Ние направивме милион грешки. Така што да не си ова малку остри оценки, Жижи, да не претеруваш. Ние направивме милион грешки, не би ме чудела да направиме уште една. Ама оваа некако ќе биде така потешка од тие. Ќе биде потешка од тие, бидејќи денеска прочитав еден многу убав текст, не знам, од Ненад Марковиќ, мислам дека беше. Да, имаше едно писмо ноќес. Имаше за ден потоа и мислам дека сите треба да си го вратат филмот за Брекзит, да не испадне дека ги плашам луѓето. Еден ден кој ќе се разбудиме и кој ќе сватиме дека ние треба да се откажеме од барањето за членство за ЕУ, треба да се откажеме од поканата во НАТО, дека ние практично речиси цела најголем дел 2/3 од трговијата имаме со ЕУ, значи како со некои си привилегирани услови, како ние ќе вртиме грб на пазар, кај што целата судбина ни е натаму свртена. Имаше некои идеологија кои велеа дека ако треба ќе јадеме и корења, само да се чуваме. Не, кој сака да јаде корења, слободно нека јаде, нека оди у Северна Кореја, нека јаде. Мислам дека не може
во наше име тоа. Тие реченици не палат. Сакам да кажам, Македонија природно е поврзана со Европа и ние сега да кажеме не. Ова што го спомнувам за коренјава, мене барем јас имам впечаток дека помалку како паралелно да се води таа полемика. Едноставно опозициите се толку раздвоени што не гледам ни точка на пресекување, бидејќи ако се обидете да рационално да објасните кои се последиците од да речеме некаков негативен исход на референдумот, вие од другата страна не добивате, па тоа конечно и Ненад Марковиќ го кажува во своето писмо, вие не добивате рационална дебата, одговор, туку добивате нешто, не е важно, ќе видиме, нема представиме, постоиме, одиме понатаму, важно да вие се ослободивме, пропадна предлогот и така. Зашо, значи ние ако се вратиме назад историски, оваа кратка историја што ја имаме, ќе видиме дека ние за секоја одлука таква диаметрално бевме разделени. И на крајот се покажа дека секоја таа одлука што беше крајно непопуларна во Македонија, што едва се провлекуваше со странски поддршки, притисоци како што се случува сега, дека на крај се сваќавме дека таа била добра одлука. Значи ние се сваќаме отпосле. Никогаш кога треба да ја донесеме одлуката. Да, затоа некои од востанијата ни пропаѓале и пред време и пред да се крената и оние што се кревале потоа имале лош исход. Вашиот сопственик на весникот е грк. Да. Прочитавме пред повеќе месеци една импресивна колумна, морам да признам, од него, каде што се обиде од грчка позиција да кажем да одбрани ставот на рационалноста на договорот меѓу Ципрас и и он е колку што можам јас да проценам, бидејќи него гледам секој ден нормално живее во Грција, и он е представник на една млада генерација, како да кажем, отворена генерација на грчки новинари кои што сакаат промени, кои што едноставно не чувствувате полиберално гледаат на не чувствувате никаков притисок, не чувствувате никако да не ве обвинуваат дека сте, бидејќи се тоа модерно, грчки платеници, не може да не обвинуваат, бидејќи во нашата редакција освен менаџерот сите сме новинари потврдени у македонски медиуми. Со трек рекорд што Да, со трек рекорд. Жижи, се работи за генерацијски судир или се работи за идеолошки судир? Или работата толку измешана? Ни едното, ни другото. Мислам дека јас се разочарам кој ќе видам млади, забегани, дури интелектуалци кои што не ја сваќаат, не сваќаат дека овој договор е добар. Добар е у смисла не дека ние не правиме отстапки, правиме големи отстапки. Меѓутоа лично мислам дека со време тие отстапки многу ќе изгубат на тежина. Мислам дека не е ни генерацијски, ни идеолошки, туку е, како да кажам, нерационален еден судир. Едноставно, ова е можеби судир на конзервативна и либерална Македонија. Македонија која живее во некоја историја, што имаат право. И убаво што имаме такви луѓе, што си ја сакаат историјата, зашто судирот на идеи, нели, води до подобри заклучоци. Имаме една Македонија која што сака у иднината да гледа. Ја лично секој сум се сметала за интернационалист, пошто и нели ресорот ми е таков, надворешна политика. Не можам да бидам толку македонски ориентирана. Мислам дека тоа судир на една конзервативна, една либерална Македонија, едните кои што си ја сакаат историјата, си ја сакаат државата, ама не сваќаат дека државата треба да иде напред. На Балканот инаку проблемите на модерното секогаш доаѓале со неколку децении задоцнување на што биле трендови во Европа, а тоа особено важи за Македонија. Јас понекогаш се обидувам да им објаснам на моите соговорници, тие кои што сакаат да разговараат на таа тема, дека треба да разбере дека Македонија била во центарот, во самиот центар на една голема империја каква што била Отоманската империја. Ние не сме биле како нашите соседи на границите на таа империја, по течнијата на Дунав и така натаму, каде што влијанијата од другата страна на границата биле големи. Од трговија, образование, шпиони, оружја и така натаму, и дека практично македонското доцнење, некаква фазно доцнење во историскиот развој е резултат на тоа што сме биле длабоко во провинција во самиот центар на таа империја. Ти се чини ли тоа на трага на ова што го говориш на конзервативното и модерното? Јас мислам дека ние станавме многу конзервативни последните години. Претходно не бевме толку. Мислам дека по распадот на бивша Југославија и која во времето на независноста бевме и похрабри и полиберални. Мислам дека едноставно дали пропагандата на ВМРО и доаѓањето на ВМРО на власт, која што по дефиниција е нели по конзервативна партија, припаѓа на групата такви, отвори некои прашања што можеби со право требаше да бидат отворени, бидејќи биле запоставувани неколку децении, меѓутоа
тие, бидејќи Македонија тие години беше доста изолирана и надвор од Европска унија од сите тие текови, едноставно тие идеи надвладеа. И сега ние сме доста како општество конзервативни околу секое прашање. Колку што видаме и не само конзервативни, ние многу тешко прифаќаме промена. И оваа одлука значи да прифатиме некаква промена и ние го доживуваме тоа трагично. Дали тоа резултати на тоа што сепак стотици илјади луѓе заминаа од Македонија, може би тоа е една полиберална, да кажем, мисла која што замина. Има и тоа значење, сигурно. Има значење и некако и конзервативните идеи во Европа победуваат. И се измеша сето тоа. Па конечно се создадоа неколку генерации кои што практично ги формираа своите мислења во последните десетина години. И мислам дека и образовниот систем последните години драматично ни падна и веројатно тоа има влијание. Едноставно кадрите што се продуцираат и нашиве нови генерации, сиромаштијата веројатно имаше влијание, новиве генерации на млади луѓе што израсна во многу пониски стандарди од нашите. И како телевизиски, единствено мислам дека интернетот ги спаси малку. Ама интернетот бегање во една ирационална ситуација. Да, ги однесе во ирационален малку правец, да. Мислам дека они немаа квалитет на живот кој што ќе ги направи европјани. И тука ја плаќаме и таа цена. Сакаш да кажеш, може би ја дочекавме првата неевропска генерација или антиевропска? Има, да. Се создадоа некои генерации кои што не се, едноставно немаат чувство за дека припаѓаат на Европа. А што правиме со нашиве политичари кои што не се баш од најновите генерации? Тие се од Например, господин Ѓорѓе Иванов го памтиме уште од 80-тите, кога беше загрижен член на Комунистичката партија и поддржувач на социјалдемократите, така натаму, а сега завршува во една потпуно радикално, диаметрално спротивна. Јас секогаш кога ќе се соочам со ваква позиција, мислам со ваква ситуација, тргнувам од тоа дека ние мораме да бидеме толерантни, да покажеме толеранција за разни идеи. И се трудам да покажам толеранција за разни идеи. Значи, убаво е да има у општеството различити мислења и конзервативни. И втората работа што секогаш се сеќаваме дека во секое општество има, нели, секое општество има 10%, да речам, националистички настроени, 10% вака настроени, така настроени. Така што мислам дека ние од тој аспект не сме феномен. Прашање е како мнозинството граѓани која идеја ја купува. Дека ние имаме такви, треба да имаме, како сите што имате, ама мнозинството која идеја ја купува, тоа е битно. А ако мнозинството граѓани стојат за такви конзервативни идеи кои што не возат назад, зависи и тоа што се продава, не само што се купува. Добро, да ве прашам, има ли мало кочење и во независен, како што чувствувам и во некои други редакции и така натаму, околу тоа дека сега бидејќи референдумот најважен, како да постои едно кочење за критики на владата на ниво на она што е секојдневна политика, на ниво на не знам, брзина на реформи, па дури гледам дека и дел од реториката против референдумот е всушност критика на владата како таква. Да. Држи тоа некаква вода, има основа такво некој тврдење? Значи, реално држава ништо друго не се случува со референдумот. И дури ние плачеме за други теми, не можеме да најдеме, така. Втора работа, премногу е битно прашање за да го подредиме на други теми. Мислам дека е премногу битно. Да. Јас, Жижи, ти благодарам за овој жесток почеток на денешниот ден. Направивме една мини анализа која некому нема да му се допадне веројатно, но ова е само најава на она што ќе го гледаме и денеска. Ние сме во последните 5 дена пред молкот во петок на референдумот. Сепак е тоа историско прашање кој што ќе мора да биде истретирано. Јас во текот на денешниот ден неколку пати претпоставувам дека ќе се навратиме на тоа.